Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Лесно е да се закочиме во животот и да мислиме дека не можеме понатаму. Дека сме ја достигнале крајната точка. Мислиме дека сме направиле се што сме знаеле и умееле. И крајниот резултат бил дека не сме можеле да ја поправиме ситуацијата. Не сме можеле да се откажеме од зависноста. Не сме успеале на полето финансии. Не сме успеале на полето семејство. Не сме успеале да си го оствариме сонот и така натаму. Често пати, она што не кочи е нашето мислење, нашиот светоглед. Исус ни рече: никој не крпи стара облека со нова крпа, инаку ново зашиената крпа ќе се отши од старото и отворот ќе биде уште поголем. Никој не става ново вино во стари мевови, инаку новото вино ќе ги расцепи мевовите и виното ќе истече, а мевовите ќе се пропастат. Туку ново вино треба да се стави во нови мевови. Со други зборови, не можеме да имаме нов живот, а со стар начин на мислење, односно стар светоглед. Ако сметаме дека сме го достигнале максимумот и дека не можеме повеќе, тогаш тоа е така. Ако сметаме дека проблемот е преголем, тогаш така е. Ако мислиме дека нема да ја сретнеме вистинската личност, тогаш веројатно така и ќе биде. Тоа не значи дека Господ Бог нема благослови за нас, туку тоа е фактот дека мевовите се стари, односно нашиот светоглед е стар. Мораме да имаме нов светоглед со кој се гледаме успешни, просперитетни, силни, храбри, здрави, дека го заслужуваме најдоброто, дека сме уникатни и единствени, дека нема како нас, за да не постои чувство за споредба. Мора да сонуваме големи соништа, да очекуваме, да веруваме дека истите ќе се реализираат. Треба да знаеме дека не сме ограничени од нашите околности, од тоа како сме израснати, како сме воспитани, каква ни е средината. За небесниот татко нема нешто што е невозможно. Штом веруваме во неговиот збор, тогаш нема во што да се сомневаме. Да го земеме за пример Давид, овчар од сиромашно семејство и Господ Бог го направи крал. Или да ги земеме како пример Абрахам и Сара, кои добија дете во подминати години. Да не ги заборавиме нашите лични светоштва, нашата лична промена, моето лично спасение,
Бог има за нас планови што ќе не воодушеват, доколку би поверувале. Во послание до Ефесјаните пишува: но Бог, богат со милост, поради големата си љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе со Христа и не воскресна, со Него и постави на небесата во Христа Исуса, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрината кон нас преку Христа Исуса. Зашто по благодат сме спасени преку верата, и тоа не е од нас, Божји дар е, не е од дела, да не би некој да се пофали. Нашиот Бог ни кажува дека за нас има преизобилно богатство, дека има благодат за нас. И сега се наметнува прашањето: дали твоите стари мевови се причина зошто не можеш да наполниш ново вино? Тоест, дали твојот светоглед ти стои на патот за добивање на она што ти е потребно? Дали ограниченото мислење те оттргнува од она што Господ Бог го има за тебе? А зошто да не воспоставиш нов светоглед? Господи, јас не го гледам патот, но знам дека ти го гледаш и дека има се за мене. Доколку не ни е здравието на најдобро ниво, знаеме дека Господ е наш доктор. Имаме потешкоти во обезбедувањето финансии, но знаеме дека доаѓаат во изобилство. Може би овој сон изгледа невозможен, но знам и верувам дека ти, Господи, можеш да отвориш врати што никој не може да ги затвори. Во апостолски дела напишана една случка за еден хром човек. Хромиот човек живееше секој ден исто, го правеше истото, одеше и седеше пред храмот и питаше. Тоа беше неговиот светоглед. Ги проживуваше истите слики, истите емоции, не очекувајќи дека нешто ќе се промени. Тој имаше изговор зошто неговата ситуација не може да се промени. Чашата што ја држеше за луѓето да ставаат пари, беше се за него. Таа чаша беше неговиот живот. Се додека, еден ден Петар и Јован поминаа покрај него. Имаш еден човек, фатен уште во мајчина утроба, кого го носе и поставува секој ден пред вратата на храмот, наречена Красна, за да проси милостина од оние што влегуваа во храмот. Штом ги виде тој Петра и Јована кога сакаа да влезат во храмот и од нив запроси милостина. А Петар се вгледа во него заедно со Јована и му рече: "Погледај не." И тој ги гледаше настојчиво, надевајќи се од нив нешто да добие. Но Петар рече: "Сребро и злато јас немам, а што имам, тоа ти давам. Во името на Исуса Христа Назареецот стани и оди." И како го фати за десната рака, го исправи и веднаш му се зацврснаа стапалата и глуждовите. И штом скокна, застана и прооди. И влезе во храмот заедно со нив, скокајќи и фалејќи го Бога. Можеме да забележиме дека човекот не очекуваше дека ќе биде излекуван, тој очекуваше пари. Зарем не му дојдеа мисли? Зарем не гледа дека не можам да станам, дека сум хром? Зарем овој човек се подигрува со мене? Јас не можам ништо друго да правам освен да просам. Хромиот човек не знаеше како поинаку да размислува. Никој не обрнал внимание, никој не му всадил вера дека може да биде излекуван. И ете, еден ден поминува Петар и му вели да стане. Човекот го прифаќа предизвикот и ја пружа својата рака и го прима лекувањето по вера. И одеднаш човекот не е ист, неговиот светоглед се променил. Што е важно во оваа случка? Човекот, пред да испружи раката, требаше да ја остави чашата за просење, односно да го остави стариот начин на размислување и да прифати нов светоглед. Тој очекуваше дека ќе добие неколку парички, но Бог имаше за него огромни благослови. Истото и за нас. Колку од нас ја држеме чашата со старите размислувања, со старите погледи за нештата? Колку од нас ја држеме негативната слика за себе, за нашиот живот, за некоја животна ситуација?
Дали очекуваме промена на нештата? Дали сакаме промена? Да, сме имале разочарувања, падови, но сме се согласиле да го прифатиме резултатот како вечен, непроменлив и сме се адаптирале на таквата слика за нас. Дека ете, за нас нема, можеби не треба да има, дека не можеме, другите можат, ние не и така до недоглед. Но Бог ни вели, фрли ја чашата, имам нешто толку подобро од неа. Верувај ми, благословите што ги имам за тебе не може да ги собере во таа чаша. Се дотека го имаме менталитетот за да имаме чашата, дотогаш ќе седиме покрај патот и ќе мислиме дека сме заглавени и дека живееме од милоста на другите луѓе. Да, Бог ќе ги искористи луѓето за да не благослови, но треба да знаеме дека луѓето не се нашиот извор, како што говори Божиот збор. Проклет е човек кој се надева на човек и кој телото свое го смета за своја крепост и чие срце се одвраќа од Господ. Луѓето се ограничени, ама Бог е неограничен. Луѓето ќе ни дадат краткотраен стимул, но Бог ќе направи од ништо се, од болест во здравје, од зависност во слобода, од сиромаштија во богатство и така натаму. Петар, ако не го земеше хромиот човек за рака и да го тргне, човекот се уште ќе го живееше истиот живот, со чашата за питање и ќе си велеше: добро, барем преживувам некако. Тој никогаш немаше да размислува дека е совршено здрав и дека може да работи и да придонесува. Затоа, да престанеме со нашите изговори. Зошто не можеме да бидеме успешни? Зошто не можеме да излеземе од некоја ситуација? Дека не можеме да преминеме на повисоко ниво? Да се ослободиме од таа чаша. Да ја подадеме раката кон Господ Бог и да ја пресретнеме неговата, за да ни ги даде благословите што ги подготвил за нас. Не да просиме, туку да ја расшириме дланката за да ги преземеме убавите нешто што ни ги подарува нашиот небесен татко. Многумина ја користат фразата да просиме од Господа. Каде пишува дека треба да просиме? Да запомниме, ние не сме питачи, ние сме нови битија во Исус Христос, кој ги зеде нашите рани, проблеми, болести, тешкоти, немир и сиромаштијата, и преку неговите рани добивме и имаме се во изобилие, како што пишува во послание до Филипјаните 4 глава. Добив се, имам во изобилие, се пренаполнив со блага, кога го примив испратениот дар, кој мири сладок, жртва пријатна, благоугодна на Бога. Мојот Бог по своето богатство нека исполни секоја ваша потреба за слава преку Христа Исуса, а на Бога нашиот Отец слава во веки веков. Нашиот небесен татко не прашува: зар нема да ги отворам отворите небески за да излијам благослов на вас, па да имате и напретек? Доколку ја чуваме таа чаша на ограничување, стари начини на размислување, ние нема да ги добиеме благословите од Бог во целост. И затоа ни се наметнува прашањето: дали нашиот начин на размислување го ограничува нашиот живот? Shall I see greater and greater, greater and greater, 'cause I know I haven't seen anything yet greater and greater, greater and greater.
ready for the wild ride. 'Cause I'm holding on. I'm holding on to you. And I'm ready for the wild ride with you. I love the adventure you take me on. I am ready. I'm ready for the wild ride with you. So much pleasure. So much pleasure. I'm holding on. I'm holding on. Oh, I'm ready. I'm ready for the wild ride with you. Yes, God, I'm ready. 'Cause I'll go anywhere with you. I'll go anywhere with you. 'Cause you know I trust you. You know I trust you. No matter where you lead me, you know I trust you. I don't ever second guess your intentions with me. You know I trust you. Мора да му дадеме на Бог дозвола за да не благослови. Да ги тргнеме ограничувањата од нас и да не го ограничуваме Бог. Да го скинеме тој синџир од стариот човек, бидејќи сега сме нови битија. Кој вели дека не можеме? Кој? Божиот збор не подсетува. Поголем и посилен е оној кој е во мене, отколку оној кој е во светот. Односно, поголем е и посилен е Исус Христос, отколку ѓаволот. Зарем има некој што може да ни го одземе благословот кога Исус живее во нас? Бог не повикува да бидеме водачи, иноватори, луѓе кои ќе направат промени, кои ќе ги поместат границите. Да престанеме да обрнуваме внимание на она што го немаме, што сме го загубиле, што не сме направиле. Може би, изгледа дека се е против нас, но нашиот небесен татко за нас и со нас. Како што каже Исус Христос, никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Се што ни треба е вера. Барем вера колку синапово семе. Господи, верувам дека Ти ќе ме одведеш онаму каде што јас не можам. Дека јас ќе ја видам Твојата благонаклоност кон мене. Да се согласиме со Божиот збор, да ја вклучиме нашата вера и да го оставиме нашиот небесен татко да го направи останатото. Верувајте, да не очекуваме помалку од побараното, туку напротив, многу повеќе. Во 4-та книга Царства во Новиот Завет има еден пример токму за оваа ситуација. Една од жените на пророчките синови со плачење му говореше на Елисеја: "Твојот слуга, мажот мој, умре, а ти знаеш дека твојот слуга се плашеше од Господа. Сега дојде заемодавачот да ги земе двете мои деца за робија." Елисеј рече: "Што да направам за тебе? Кажи ми што имаш дома?" Таа одговори: "Слугинката твоја ништо нема во домот свој, освен еден сад со масло." А тој рече: "Оди и побарај садови однадвор, од сите твои соседи, празни садови. Собери доволно, потоа оди и затвори ја вратата зад себе и зад синовите своји и наливај во сите тие садови. Полните ставај ги настрана." Таа си отиде од него и ја затвори вратата зад себе си и зад синовите своји. Тие и подава, а таа налеваше. Кога беа наполнети садовите, таа му рече на синот свој: "Дај ми уште еден сад." Тој рече: "Нема повеќе садови." И маслото престана да тече. Таа дојде и му раскажа на Божиот човек:
И тој рече: оди, продај го маслото и исплати ги долговите своји, а со тоа, што ќе остане, ќе живееш со синовите своји. Зарем не е истото и со нас? Бог го има маслото, но ние ги немаме садовите. Нашите минати искуства, падовите, разочарувањата, придонеле да заборавиме на маслото што Бог го чува за нас. Околностите, стариот светоглед, придонел ние да веруваме и да ги обезбедиме потребните садови за Бог да го тури маслото што го чува само за нас. Да запомнеме, само за нас. Тој не чува во своето срце, не чува на својата дланка, не милува со својата светлина и љубов. Ајде, драги мои, да го ставиме нашиот небесен татко да не разгали и да не благослови. Да не му ставаме граници за тоа што сака да не благослови. Да не заборавиме дека Исус Христос нахрани 5000 луѓе со неколку риби и неколку лебови. Да не дозволиме ограничениот ум да не скрати од сите нешта што ги има Бог за нас. Тој им става крај на сите нешта што не кочеле и ограничувале. Да не се нафаќаме на играта на сомнежот, туку да речеме: јас верувам, не се сомневам, знам дека Божите ветувања се на пат да стигнат до мене. Да му кажеме на стравот: се предомислив, нема да живеам загрижен, исплашен, бидејќи знам дека Бог ме чува во неговата дланка. Кажете му на вината, срамот и на минатото: се предомислив, не живеам повеќе слушајќи го винувачкиот глас. Простено ми е, слободен сум, обновен сум и мојата иднина е светла. Кажете им на недостигот, борбата, страдањето: се предомислив, тоа не е моја судбина. Јас ќе им давам на другите, а нема да позаемувам. Се што ќе допрам, ќе просперира и ќе имам повеќе од потребното. Се ќе се умножува и ќе имам во изобилие. Кажете им на негативните мисли: се предомислив, оваа нова година во мојот живот ќе биде просперитетна, исполнета со Божјата благодат и нешто убаво ќе ми се случи. Штом ќе го промениме нашиот светоглед и се согласиме со Божјиот збор, ангелите започнуваат да работат и ги носат нашите благослови. Се случуваат чуда. Затоа, да ги подготвиме нашите садови за просперитет, здравие и изобилство на секое поле од нашиот живот. Да го живееме животот со нашиот нов светоглед. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер.